од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Само го стримот да го ставам и на мојата фан страна и веднаш продолжуваме со емисијата. Чим ме гледате, што ме гледате на оваа позиција, тоа значи дека вечерва имаме гостин во студио. Добро вечер, добре дојде за Кристијан Калиновски. Калинов. Калинов, Да. excuse moi. Се извинувам. Кристијан Калинов, кој ни дојде како представник од Ретвитни оброк. Кристијан, не се знаеме, прв пат се гледаме, ми дојде на радар еден ваш пост и воопшто дека барате луѓе, барате помош. Значи, почнуваме од нула. Што е Ретвитни оброк, што, како, конфигурација, од кога постоите, што правите и така натаму. Повелите, молам. Супер. Фала ви за поканата. Да, Ретвитни оброк е граѓанска иницијатива. Често пати го мешаме тоа дека е невладина, всушност е граѓанска иницијатива. Тоа значи дека постои чисто од волјата на граѓаните. Луѓе кои што имаат слична идеја, слични намери, слични мотиви. Главната цел на Ретвитни оброк е да еднаш неделно, една само зададена задача, еднаш неделно се собереме кој може, кога може и приготвиме колку што можеме оброци за нашите најранливи сограѓани. Тоа се луѓето на улица. Почнавме Јанко пред скоро 8 години, на 4 април ќе правиме 8 години. Вау. И ова е иницијатива која што се тера, да, 8 години, и јас се чудам. Не, јас се чудам и ја ви се извинувам зашто порано не сум реагирал, но еве никогаш не е доцна. Нема проблем. Те молам, продолжи. Да, почнавме пред 8 години, сосема наивно. Една наша пријателка Злата дознала дека невладината љубезност работи со бездомници и споделува неколку оброци кај спомен куќата на мајка Тереза секоја сабота и рекла, ајде им помогнем на луѓето, можам нешто да направам. И како што се социјалните медиуми, што оном тоа на друм, и она пишува, вика, дечки, ај викендов на незините пријатели што се нели на мрежата, ај викендов наместо да идеме негде у кафичи, у ресторани да се сликаме, јадеме ова, пиеме тоа, ајде одвоиме некој динар, ајде да сготвиме нешто да го ретвитнеме на луѓе што им треба, да го споделиме на луѓе што им треба. Значи на Твитер било. На Твитер. Добро. Мислам, сосема наивно, нели, ништо, никаква голема намера. Една незина другарка Марина се одзова на повикот, Злата, ај ќе готвиме заедно. Они почнуваат приготвуваат 10 оброци, нареден викенд викаат, ајде пак, се приклучуваат 2-3 нови луѓе, недела по недела идат така неколку недели, јас се уклучувам негде 7-8 недела и така почнавме без да знаеме кога ќе дојде крајот или дали следниот викенд ќе готвиме или не, но сосема почна со 20 на 30 оброка. Ај малце, како ги спремате? Подготвување оброк не е наивна работа. Не е наивна. На почеток можеш да имаш многу љубов, ама треба и знаење. Така. За 8 години очигледно добро си работите работата. Кажете ми, користевте некакви нечии искуства, дали продолживте таа работата со невладината организација, дали они има некакви подготвителни, како ви е структурирано, како го правите, каде го правите, ај малце детали, чисто посликовито да го имаме, а ние ќе илустрираме. Ја ве барам умеѓувреме на
Twitter, дали ќе ве најдам? Јас сум слаб со Твитер. Па ретвитни оброк. Ретвитни оброк, ама јас сум аут. На Facebook сте. Јас сум на Facebook, да, ама има мислам дека нешто и на Instagram, нешто на Twitter, на слики кои на фотос. Во ред. Идеме Да, со значи, фотосите од вашите активности, да. Љубезност се невладината која што ја дистрибуира храната. Значи ние ја приготвуваме и ме предаваме на нив и тие ја дистрибуираат на луѓето. Храната ја подготвуваме токму таму во таа просторија каде што гледате. Значи подготвуваме храна заедно на овој процес 100 до 120, некоја 150 оброка. Плюс се надокнадуваат луѓе кои што готват од дома, донации од кетеринг, склопуваме некаде околу 300 оброка секоја сабота. Каде сте позиционирани? Бидејќи, ако не се лажам, вие напишавте итно ни се потребни донации за обнова на кујната, каде што готват волонтерите, како и намирници за петочните готвења. За повеќе инфо прочитајте во објавата, секој што сака да донира може да не исконтактира. Еве ќе ја прочитаме малку подоцна, ама ти можеш и да ја одјасниш. Да, значи готвиме во просториите на Евангелско-протестантска црква Гласност, кој што ни ги остапува просториите секој петок, за да можеме да ја користиме. Тоа е како канцелари, ние ги моделираме во кујна. Значи ставаме маси работни, местиме една позиција за сецкање, друга позиција за лупење, во кујната готвиме, надвор вадиме нов шпоред, сосема импровизирано. Значи ние работиме на многу импровизиран начин и таму ги подготвуваме во домашни услови тие стотина оброка. Во рете тоа, пак те прашав, користите ли некои готварски искуства? Еден оброк треба да има одредена содржина. Да. Кој ја поставува мерката колку, не знам, калории или колку содржини, колку треба јаглени хидрати, колку зелено, колку месо или што ја знам за тоа. Да, баш така. Како вие тоа гледаме да имаме балансиран оброк, да секојаш има јаглехидрати, да има витамини, да има зелено нешто. Кој го одредува тоа? Врз основа на тоа? Добро? Да, веќе го правиме 8 години, така да веќе има стек. Веќе имам искуство, да, но и претходно имам страст за готвење, но не мора луѓе да знаат да готват за да дојдат да волонтираат. Значи доволно да сакаат да помогнат. Не, ова ја те потпрашувам, мене ме интересира. Значи јас го фасилитирам процесот, го водам што се готви, кај се готви, што се спрема тој ден, кој на која станица од прилика, така да тоа не сум професионален готвач, ама мислам дека добро ја вршам таа работа. Па чим 8 години 300 оброка на ден, неделно давате, тоа е 1200 оброци месечно, не е мала работа. Да. Кажете ми, дали кому ги делите овие и дали има некаква, да речем, сегрегација спрема тоа кој може, кој не може, дали треба да е некој член на нешто и така натаму? Како ги делите оброците и каде? Да, тоа е врската на љубезност и љубезност веќе добро ги знае, затоа што 8 години го правиме ова, луѓето кои се тие што имаат потреба. Значи наша примарна фокус група се луѓе што се бездомници. И тие се првите кои што добиваат храната. Кај спомен куќата Мајка Тереза. Знаете, секогаш доаѓа човек кој што можеме да кажеме дека можеби нема потреба и ние знаеме со тие луѓе се справиме, застани последен во ред, ако остане нешто ќе добиеш. Ако не, барем за трпението се заслужил. Ако не, здравје, да. Ако веќе се решил да дојде, да побара, нема да го вратиме ако имаме секако. Но секако во таа категорија на луѓе кои што помагаме, затоа што добар дел од храната делиме кај спомен куќа Мајка Тереза, но потоа љубезно со нивните волонтери прават една тура низ Скопје на повеќе локации. Повторно дистрибутираат дел на бездомници, дел на луѓе кои што се стварно, најбуквално кажано, многу трошни. Тоа се пензионери можеби со многу ниски или никакви примања, многу детни семејства кои што едва врзуваат крај со крај. Им носите дома? Им носиме дома, да. Браво. Да. Стијан, ај уште малце за оброците. Што содржи еден оброк што им го носите? Дали е тоа она кутивче, не знам, макарони, мевци и салата? Да. Баш како што гледате тие алуминиумски паковки, значи гледаме да има добра една третина да биде полно со вариво, дали да е тоа ориз, варен компир, јаглени хидрати. Да, јаглени хидрати. Да има барем 100 грама месо, од прилика, дали е тоа копанче со колбаси, комбинација или само колбаси, ќофтиња, пилешки стек, што има на располагање тоа. И на крај, во последниот дел од кутијата ставаме или свежа салата, или ставаме некое вариво зеленчук.
Значи тоа е Доволно комбинација. ли им е тоа на луѓето? Па видите, кутијата доаѓа дока неќе 400 грама, јас сум јадал. Јас мислам дека сосема доволно, не е изобилно, но е доволно еден добар оброк да поминат. Од прилика 700 калории се вадат. Не сум сигурен. Не, Не сум го мерал така. Добро, ја, еве го оброкот како Ова е со изгледа. палента. Ова е палента колбаси со сиренце. Добро, Да. ние православните сме сега у пости, малце устрастава. Се Добро. извинувам. Не, нема извинување. Затоа што гладниот е во многу потешка ситуација и сега е шанса Да. нели и да помогнеме. И цело ова време ја ќе се обидувам, не сте единствена организација, но нели на сите организации ќе се обидам да ги поканам. Искрено да ви кажам, ја имав една малце пред 10 години, верував дека не е толку драматична ситуацијата во Македонија за глад, за сиромашни и гладни, затоа што мислев дека успева системот наш колку толку да се справи. Но денеска е веќе можеме слободно да збориме, тоа е моја констатација, а би те прашал и тебе, чисто, не морам да те наведувам, не мора у политика, ма збориме за гладни луѓе. Ја мислам дека е алармантна ситуација. Како е кај вас себе, чисто да ми кажете, како било пред 10 години, 8 години, како е денеска бројот на луѓе кои не можат да си дозволат оброк? Сиромашни луѓе секогаш имало и секогаш ќе има. Она што значајно се гледа промена во, барем ако може да кажеме од нашето искуство, тоа не е нели објективно, субјективно гледано, е дека всушност бројката значајно се зголеми со ситуацијата со ковид. Дека многу луѓе загубија работа, дојдоа поскапувања и сега ние најнаш се среќаваме со луѓе кои што порано ако немале доволно, сега немаат ич. И баш како што кажав, тоа е алармантно, значи ние не можеме да се доведеме ситуација да имаме со граѓани кои што огромен број, да буквално имаше едно истражување, мислам дека беше на Ајде Македонија 2016, ако не се лажам. Нивната проценка беше дека околу 350.000 граѓани ми се чини живеат со вредност на оброк од 70 или 60 денари на ден. Значи тоа е лепа и паштета, еден оброк. И всушност тоа е сега сигурно е бројката многу повеќе. Тоа е страшно. Не, нема проблем. Телевизијата е демистифицирана, така да можеш слободно и да се јавиш на телефонот. Воопшто немој да се зацрвенуваш. Да. Ја немам проблем. Мене ако ми задзвони, ја и ќе му кренам. Ќе почекам. Не. Камо среќа сега некој да ми задзвони. И викам, таман, еве, вие првиот што ќе ми се јави, донира 100 евра за организацијата Ретвитни оброк. Фала ви. Значи ти Перо Петровски, фала што се јави, чекам парите утре да ги префрлиш. Може. Може. Кажете ми, зошто еднаш неделно? Зошто еве за овие 8 години гледате дека има потреба секојдневно? Така? Да. Ако не 300, ама сигурно 5-60 секојдневно има ли колку има кои секој ден им е потребно? Буквално се гладни, нема решение за такви луѓе. Па да, ако се луѓе на улица кои што немаат никакви примања, апсолутно секој ден им е потребна храна. Видете, сега не зборуваме за Ретвитни оброк конкретно. Дејноста нема збор, не ве обвинувам. Има уште многу организации. Не, апсолутно. Не, кажам зашто организацијата дали има шанси. Ве разбравме. Вие сте обични луѓе, граѓани, семејни луѓе кои еднаш неделно се собирате и помагате. Тоа е ваше драгоцено семејно време кое го посветувате на други. Така. И благодарни се луѓето заради тоа. Тоа е во ред. Но дали вашиот овој позитивен ход може да се прошири на нешто повеќе, подолгорочно, секојдневно. За тоа зборам и што е потребно. Друго ми беше, не сакав да бидам дефанзивен, всушност сакав да кажам дека кога зборуваме за Ретвитни оброк, не зборуваме конкретно за ова действие во петок. Јас, например, други мои пријатели, соработници, љубезност, други невладени цркви кои што сме вмрежени, нашиот импакт многу повеќе. Значи ние сега зборуваме за оваа иницијатива. Сега, во однос на Ретвитни оброк, зашто е еднаш неделно? Едно е затоа што тоа вие го кажавте, зашто е волонтерски. Волонтеризмот има почеток и крај. Значи тоа не е платена работа, тоа не е некој што може
Јас сум привилегиран во однос со тоа да можам да се вклучам секој петок и да го фасилитирам затоа што моето работно место, мојата црква, јас сум пастор всушност, ми рекла земи го петок, работи го тоа. Среди таа работа. Тоа е, ако не се лажам, протестантска црква, Да, така? да. Добро. Каде што готвиме, јас сум таму пастор во таа црква. Добро. И мене црквата ми го стапила за да ја можам да ги бркам имејли, пораки, намирници да се земе, затоа што сепак е комплексен процес. Но луѓето кои што доаѓаат да готват, иако има многу интерес, верујте ми има огромен интерес на луѓе да волонтираат, ние сме букирани до крај на април со волонтери. Повторно проблемот е затоа што нашите капацитети се многу мали. Значи просторот каде што готвиме е 100 квадрати. Можеме да собереме десетина луѓе без да се гужваме превише. И знаете што, имало доста обиди да разговараме со дали било со општини или со официјални лица, да речеме, видете, ние сме во позиција на граѓани. Значи, дел од визијата на Ретвитни оброк е токму тоа. Знаете, има една мантра кај нас, верувам на сите ни е позната, не е моја работа, не е моја одговорност. И ние како граѓанска иницијатива рековме, наша работа е да се погрижиме за нашите граѓани во нашиот домен, колку што можеме да направиме. Добро, ја ги разбирам граѓаните, нели, дел од нив викаат зошто, нели, плаќам данок, социјалните служби треба да се нигде во свет не може ни поразвиени држави не може да го решат тој проблем. Точно. И секогаш е потребно и хуманост и волонтеризам. И во најразвиените земји, се слагам. Овдека сте кај председателот, ова е првата дама, ако не се лажам? Да, тоа е господја Бети. Тие се наши редовни партнери, веќе 2 години готвиме заедно исто барем еднаш месечно од прилика со нивните вработени во Да. Помагаат. Да, Добро. многу сака да помагаат. Убаво е тоа. Дали тоа ви помогна, на пример, да имате постабилни донации, приходи, редовно да имате доволно храна да приготвите и така натаму? Еве, на пример, вакви емисии, дали еве шанса да ќе помогнам, нели? Сигурно и ќе дојдат овдека и од црква Свети Спас, има секојдневно они готват и така натаму. Но дали генерално ви помагаат, освен медиумски, дали конкретно, еве, како институција председател, да донесе, не знам, 50 евра, не знам, од буџетот, не знам дали може воопшто? Мислам, колку што јас сум разбрал, они си ги плаќаат тие работи од џеб, колку што јас сум разбрал, и ги охрабруваат вработените да исто така донираат. Значи да, секој пат кога готвиме, тие ги набавуваат намирниците. И всушност кога ќе дојде Божик или Нова година, тие сепак ги охрабруваат вработените во резиденција, ајде да собереме дали било не само за нас, за многу, да, за многу други луѓе и го прават тоа. Ама да, апсолутно тоа е еден аспект. А другиот аспект е она што го спомнавте, дека ни даваат некаков спотлајт, кога ќе видат луѓе, на пример, како кај вас сега. Сигурно ќе видат луѓе за прв пат денес и често пати после дали јавен настап или што е, да, ние често имаме луѓе кои што не сум слушна за вас, може ли да помогнам, што да донесам и така натаму, така ние така постоиме, од тоа го правиме. Колку пари е потребно за еден петочки комплетен оброк од 150-300 оброци? Околу 110-120 оброци ми се чини дека околу 200 евра. Во нашиот контекст, како ние ги подготвуваме. Ова е навистина. Не е многу, ова би... Да, затоа што... Генерално готвите, струјата не се рачуна. Струјата не се рачуна, работна рака не се рачуна, паковките ни се донација исто така. Зборуваме за намирниците за храната, не чини околу 200 евра прилика. Горе-доле. Да, плюс минус, зависи браво, што браво. спремаме. И тоа е и, како да кажеме, на идеална оптимизација на трошоците. Да. Браво. Да. Гледам овдека волонтерки облечени во Црвен крст. Дали ова и соработка со Црвениот крст? Да, имаме честа соработка со Црвениот крст. Така? Ова мислам дека е Црвен крст млади, така да они ни беа волонтери кога беше тоа летово. Да, ни доаѓаат, ни се јавуваат. Значи ние секоја недела имаме група на луѓе кои што или е тоа организирана група, кај што викаат ми се јават од некоја фирма, вика сакаме ние денеска да дојдеме после на работа да готвиме со вас. Може ли? Може. Така да често пати ќе видите дали е тоа фирма, минатава недела ни беше Комерцијална банка, претходно доста пати Джонсон Мети, други фирми, значи секоја недела имаме групи на луѓе најчесто. Браво.
Ова е кујната овдека готвите? Да, ова се станиците на сецкање и лупење. Кујната е во другиот дел кај што не се гледа, таму се припрема храната. Кажете ми, чисто мене сега техничко прашање, не е битно за интервјуво. Кажете ми, шпорет, користите класичен шпорет или имате Домашен шпорет. Домашен шпорет. Плюс помошно мало шпоретче на балкон. 150 обраци. Добро. Добро, во ред. Кажете ми, сега повиков што го дадовте и ја го реобјавив и затоа ве поканив. Потребни ви се донации, потребно ви е, значи, имате проблем да соберете 200 евра неделно? Не всушност, ќе ви кажам како дојде повикот. Повикот иницијално дојде вака, значи ние сите алатки што ги користиме во кујната, тенџериња, ноживи и сето тоа, тоа се потрошен материјал. Од време на време треба се обнови, нели? Особено кога поминува за обновување на кујната, што пише, добро? Да, всушност кога поминува низ толку многу раце и се. Што ви треба, значи? Па сега таму пишувавме на списокот, треба да обновиме ножеви, рендиња, од кои што добар дел веќе луѓе го покрија денес. Не требаат 4 тефлонски тенџериња затоа што тие не се веќе изгребани, се лепи све што готвиме на нив. И ни требаат овие 3 маси, тие се веќе доста испукани. Не се гледа овие се постари слики и како што се испукани, знаете кога работите со зеленчук или месо, ако има сокови, се впиваат внатре. Јасно. И мораме пука да ги... пластиката и верката. Да. Така, тоа се работните станици за сецкање. Точно, де факто. точно, да. И сега така дојде идејата дека всушност викам, окей, ние од време на време ќе имаме нешто ново, ќе земеме едно тенџере или ќе земеме едно ренде и така натаму. А сега веќе одамна немавме обновено, викам ајде да пробаме све ќе обновиме. И всушност видовме, ние имаме една, како да кажам, една количина намирници кои што ја чуваме. Секој недел како доаѓаат всушност волонтери, ако е група, тие прашуваат што можеме да донесеме. И ние викаме донесете тоа и тоа ќе готвиме. Се случува некогаш група да речат можеме само да волонтираме. Викаме супер, и тоа ни треба. Тогаш ние имаме намирници кои што ги чуваме и тие ги користиме. И сега тие намирници се доста испразнија и затоа рековме ајде веќе кога имаме можност да побараме од луѓе да се обнови кујната, ќе побараме и тоа што ни фали во однос на намирници, да го надокнадиме да го имаме. Што ви е клучно редовно потребно од намирници да го Навистина зависи што во моментот фали. Секогаш има вака нешто се троши, па нешто има повеќе. Едно време имавме 500 кила паста. Макарони, шпагети, 500 кила. Немав каде ги чувам. Сега немаме, сега снимавме скрос од тие. Но всушност тоа сега да ви го кажам преска. Надојде. Да, дека ние имаме и други действија кои што се вон ретвитни оброк, добар дел од храната ние дистрибутираме кај семејства кои што се исто така социјално загрозени, кога имаме одвишок намирници или кога имаме работи кои што не можеме да ги готвиме неопходно, така да добар дел и ги пренаменуваме и таму. Како изгледа тоа носење на оброк? Па имаме околу можеби 20 на редовни семејства и индивидуи кои што се баш во таа категорија, кои што им помагаме редовно еднаш месечно. Секогаш знаат луѓето ќе тропне на врата некој, слушнав вие правите ова, не може ли нешто, повели нема проблем, не сме вратиле никој, ќе ми се јави некој, слушнав за овој човек, може ли да направиш нешто. Така да нон-стоп има еден обрт, мислам дека ја добар ден у неделата, мислам добро време у неделата поминувам шетајки од дома низ работа, чекај ваму да застанам, таму да застанам, а и други луѓе нормално кои што се ставаат на располагање, се компензираме. Реално, за да нема гладни, што по тебе, Кристијан, е потребно? Колку оброци се потребни у Македонија за оние кои не можат да си дозволат? Сега, не те фаќам за збор, си спекулираме. Да. Две нивоа јас би предложил на решавање на проблемот со глад во Македонија. Едниот е институционален, другиот е граѓански. Институционалниот е најголем она што се вика bottleneck, најголема кочница во моментов за да се зголеми обртот не само со ретвидни оброк, со било која организација што се бави со храна и со социјално загрозени категории, е да се промени законот за донација на храна. Што е проблемот со законот? Токму тоа, има данок. Има данок на донација на храна. И сега, ако сте вие, да речеме, супермаркет или дистрибутер, и вие имате полици за храна кој што ќе ви истече рокот за недела дена,
знаете дека мора да се тргнат од супермаркет. По закон, да. Да, што ќе правите со тие? Ќе ги донирате. Ако ги донирате, плаќате 10% данок на вредност од производот. Не ми е верно. Сериозно? Сериозно? Државата бара пари на храна со истечен рок што ја донирате некому Не со истечен рок. Не смееме да донираме со истечен рок пред да истече рокот. пред да истече Пред да рок. истече рокот. Значи храна која што е донирана, ние имаме, ми се чини дека беше 10% данок. И тоа е доста обесхрабрувачки, може да замислите, на Дрисла да ја однесете таа храна, ми се чини дека повторно сега јас малце шпекулирам вака, кошта околу 200 евра за еден тон храна да уништите. И сега замислете вие ако сте фирма која што веќе има загуба со тоа што не ја продала храната, Да. дополнително на тоа треба платите и данок. И никако не И тогаш на фирмите што им се исплати? Да ја остави да да, уништат, иструи, да ја уништат. да уништат Да ја храната уништат, да. сам. Затоа што законот, да, Што во обесхрабрува, право сте, целосно обесхрабрува, да, да. наместо да ги мотивира, колку и да се да не ми. Добро, еве бевте се извинувам. Да. Така? Да. Имате првата дама, го имате председателот, си имате верници, имате волонтери. Една од работите е малце и нели да се разговара, да се бара лобирање за оваа Да. работа. Не лобираме за религија, не лобираме за политика, лобираме за гладни луѓе. Сега Апсолутно. закон поставен, кој знае од кога, ја не знам. Одамна. Видете, имаше многу добра Иницијатива? иницијатива која всушност потегна од владата во 2017 ми се чини дека беше. Тие тогаш рекоа дојдоа неколку организации, иницијативи кај нас исто така, кажете вие теренски што треба. И ние викаме прво нешто ова. Чепнете го ова. Значи ова ако трнеме, ако речеме ова, многу ќе ослободиме. Значи многу количини на храна ќе може да влезат. Во ред. Почнаа работни групи, почна да се разгледува законот, се најдоа нели првите пречки, окей, што би било пречка доколку ова се смени. Што викаат? Па еден главен проблем реален кој што не е нерешлив е дека всушност законот ќе се злоупотреби на начин кој што потенцијално некој ќе рече, аха, јас донирав толку и толку храна. Знаеме како е кај нас со евиденција, со инспекции, со тие работи, храната се одзема од одговорност за данок, се враќа во супермаркет. И таа храна не е даночена, е продадена. И тоа беше една, и ние рековме во ред. И тоа се решава. Значи, видите, ова е нешто кое што повторно не измислуваме топла вода. Ова е решено на запад. Значи има многу земји на запад кои што го имаат решено овој начин. Имаше една идеја од граѓанскиот сектор да се направи еден софтвер кој што ќе биде во граѓанско и државно користење. Одредени министерства кои што се релевантни по прашањето и институции, заедно со граѓанскиот сектор кој што се бави со оваа проблематика, ќе можат заедно да прават целосно пратење кој има донирано, која има преземено храната и каде има завршено таа храна. Значи тоа повторно не е ништо што не може да се реши. И јас бев на една таа дискусија во парламент и јас велам, тоа е втор пат во мојот живот каде што видов целосна поддршка од пратениците. Друг пат било кога си ги покачуваат сопствените плати и ова е втор пат каде што имаше од сите партии, од сите пратеници, супер, идеме дале. Проблемот повторно, како што подобро знаете од мене, ние сме држава што има од криза во криза. И со тие политички кризи, приоритетите на парламентот се менуваат, законот се истиснува некаде не знам каде и немам поема што се случува 2017 со тој закон. Океј. Тоа е едниот дел. Добро, другиот? Граѓанскиот дел е токму тоа што ние го правиме и искрено нашата задача само наметната е да ние направиме што можеме во нашиот домен, каде што сме ние. И мислам дека таквиот начин на делување, доколку ние развиваме едно граѓанско општество каде што секој гледа вика, слушај, јас сум некој го гледа ова од Кавадарци. Ја во Скопје не можам да давам петок да готвам. Ама имам комши едни кои што се ептен за никаде, јас на нив ќе им помогнам. И кога секој на буквално христијански кажано ќе си го гледа ближниот, оно што е во неговиот домен, во неговата периферија, мислам дека тоа е многу помогне решението институционалното. Вие ова го правите само во Скопје? Ретвитни оброк се случува само во Скопје, има други иницијативи слични кои што се случуваат и во други градови. Местата каде ова го правите и ги делите оброците се кај вас во вашата црква
Тоа Да. е едно место, Да. а другото е секој петок кај споменикот, кај куќата, кај споменикот на Мајка Тереза. Таму се ве дели разбрав. храната. Таму се дели Таму се дели храна. во сабота. Во сабота. Да. Дали се знае кому се дели или доаѓаат едноставно вие ги носите, доаѓаат луѓе Да. или си знаете, си имате список на редовни. Да, љубезност тоа си го знае добро, значи они си имаат список, ги знаат луѓето веќе тие се грижат за нив многу повеќе отколку само во саботен оброк, тие прават многу повеќе работи за тие луѓе. И така да ги знаеме точно луѓето кои што доаѓаат, кои што им треба и повторно тоа вмрежување што го имаме повеќе организации, индивидуи, фирми, значи ние веќе имаме еден круг на луѓе кои што ги знаеме и знаеме кој им треба помош, кај се, што се и така натаму. Што мислиш, како иде ситуација? Ќе биде напорно или на полошо, Кристијан? Во која смисла? Во смисла дека ќе имаме се повеќе гладни или малце ќе се оправиме? Еве со овие здруженија, организации и така натаму. Дали си оптимист, песимист? Кон што се движи? Што треба кај треба да се фокусираме? Еве, ова за законот сигурно ќе помогне многу, не само заради вас, туку и заради сите оние организации кои се грижат. Оти има организации кои секојдневно се грижат. Има како Ретвитни, има и други организации кои апсолутно ќе им помогнам или ќе се потрудам како и вам. Но значи едниот дел е овој институционалниот каде што ќе се ослободи од данок оние што ќе донираат храна. Да, да. А другиот, кажете ми, дали поединец, земјоделец, може да донира храна, а да си нема институционален УЈП или не знам каков проблем? Не сум најсигурен околу тоа како оди со земјоделците, затоа што не сум сигурен како се води нивниот производ. Но она што го знам дека во едно истражување кое што беше опфатено во истиве овие кои што ви ги спомнав веќе, вклучувајќи ги земјоделците, дека ние на годишно ниво во Македонија, и повторно ова е една постара бројка с 2016, на годишно ниво фрламе храна во вредност здрава храна. Ова е она што е проценето. Од 11 милиони евра. Здрава храна. Не храна со поминат рок, не расипана, не сготвена, па не изедена, здрава храна. 11 милиони евра. Не знам дали знаеш, ама не морам као тебе ти го кажам, го објаснувам на гледачите. Секоја вечер во Тинекс маркетите храната што готвена се пред да затворат маркетите после 19 или после 19:30 се продава многу поевтино. Тоа е значи човек да се расолзи, знаеш, луѓе кои не се до толку, но мораат и се мотаат, чекаат да дојде и одеднаш, дај ми од гравот, дај ми од колбасот. Мислам, скоро е не паметам да сум гледал такво нешто во Македонија. Ја разбирам да немаш работа. И тоа е една борба во животот сегде во свет и така натаму, ајде све. Овде збориме за преживување, овде збориме за калории, да изедеш за да го поминеш денот, а не да заштедиш за да си купиш кола, за луксузирање. Ова е еден од аспектите вака, а она што е по улици, сиромаштија, или тие бедници, тоа вие најдобро знаете, ние некако раат сме и ви благодариме што се сретнувате со тие луѓе, не па секој има и стомак да се соочи со тоа, искрено кажано. Сосема ми е тоа јасно. И ние порано тоа го гледавме, ќе дојдат луѓе во петок на готвење, и знаете на готвење кој ќе дојдете кај нас, и ве каниме некојаш да ни дојдете, да ни бидете гостин. Забавно е. Луѓе се зезаме, правиме муавеци, готвиме музика, слушаме врсници и така натаму. Утренот одиш да делиш храната, сосема друг амбиент. Сосема друг амбиент. Се среќаваш со луѓе кои се скршени. Се среќаваш со луѓе кои се на улица изгладнети, изгубиле секакво достоинство во животот, поминале низ животни кризи, се борат со зависности, со ментални болести. Не е лесна ситуација да се справувате со тоа. Тоа е можеби најтешката. Пици правите? Не, ово се едни други волонтери кои што во нивна кујна тоа го спремаа. Спремаа и пици делевте? Да. Браво. Да, нема што немаме делено. Да се осетат као луѓе, не само манџа да... Нема што немаме делено. Интересно е што, знаеш, гледав еден документарец скоро на National Geographic. Документарецот беше за
армијата на Salvation Army, кога во Лондон, негдека пред 200-300 години, доаѓа до една ситуација, значи, мизеријата во Лондон, во Обединетото кралство била толку голема, не можеле, значи луѓе им умирале по улица, до таму биле дојдени и сега како да се преживее. Оној главен проблем што било е како да сготвиш храна, како да сготвиш храна за да му помогнеш на човек, барем со еден оброк да може да преживее до наредниот ден. Бидејќи не можело 2-3 оброка, знаеш, ако му дадеш и беше интересна работа дека тогаш измислена манџата. Се ја го викам манџа, они користеа зборот суп. Суп или стю? Суп, стю, нешто така. Густа чорба, во суштина беше измеѓу чорба и манџа. И правеа дури, знаеш, они се фанатици сепак, National Geographic, па не знам, групи, па хранеа луѓе, истата храна спремна како сува, истата храна спремна како манџа, исти број калории. Овие што јадеа сува храна имаа потреба да се дојадат, остануваа гладни, овие со манџата многу подолго ги држеше и многу поздраво им делуваше. Така што не сме далеко кога ние ќе мораме на плоштад кај мајка Тереза да го ставиме казанот и да им делиме буквално вака со лепче и супа, прво за да преживеат, второ заради нели и од здравствени причини, Да. Мислам дека на тоа се ближи, не дека ви давам совети, одлично, терејте си работа, не го слушајте вие Јанко, но јас го гледам тоа. Тоа го имало 30-тите години среде Њујорк, го имало среде Лондон, го имало, значи, цел запад во оние кризи, на исток не знам што имало, но казанот со манџа вака црпи и гладни луѓе доаѓаат и тоа е тоа да се преживее до наредниот ден. Да, ама видите, и од една страна и од она нутриционистичка вредност, од друга страна ова се луѓе кои што може замислите од прилика како изгледа еден ден на еден човек на улица. Ќе јаде тоа што ќе го начека денес. Што е најчесто? Пецива, бурек, геврек. Се тоа е окей, еднаш у неделата, два пати месечно. Живее од тоа. Он јаде секој ден тоа. И здравјето му се руинира. Апсолутно. Значи, голем дел од тие луѓе кога ќе среднете, си викаш, овој човек има 60 на година, тој има 45. Ако не и помалку. Ако не и помалку. И тие манџички всушност нив толку добро ќе им дојдат. И сега тука спомнуваме на друга проблематика која што почнам да закажувам преска. Она што нас не е потребно како иницијатива, верувам и на други иницијативи, ни е потребен простор. Зашто ние им делиме храната на улица, на плоштад. И ми делиме сготвена во петок, поделена во сабота. Мој сон, овие 8 години, неостварен, е дека ние ќе дојдеме до место каде што некоја институција ќе рече, еве едно граѓанско државно партнерство, еве ви простор, земете, гответе тука, храните ги луѓево, да можеме стварно да ги седнеме тие луѓе. Да таа манџичка стварно да ја добијат. Ние однодобно почнавме да имаме чорбички. Пријателите што ни се од Fat Kitchen Bistro се понудија секој месец еднаш месечно да делат чорба. Тоа е моментално главен хит кај нас со луѓево. Тоа има омилената храна моментално. Да не се лажеме. Поздрава, по калорична вредност од така сготвена храна нема. Не го измислиле само Salvation Army, тоа сме го измислиле како човештво и тоа го знаеме. Така што еве нас не се чудат странциве, кога ќе ги однесам на пример жена ми е од Англија и ќе ни дојдат гости и фамилија, викам ајде ве носам на поедок на чорба. И ние каква чорба за поедок? Викам ако ќе јадеш чорба за поедок, скокаш ручек, идеш директно на вечера. Значи те држи цел ден. Така да тоа дефинитивно си има положна вредност. Имате ли помош и поддршка како протестантска црква и како ваша организација од надвор? Странциве, амбасадиве, донации се заинтересираат или строго? Амбасадите немаат ништо со нашата црква. Или меѓународни издруженија, организации? Да, ние си имаме партнери во однос на црквата од страна, кои што ни помагаат во работи кои што ги работиме тука. И да, не знам колку сега се обидам да размислам колку тоа директно го ефектира ретвитни оброк, ама има некогаш да има работи кои што ќе ни помогна на пример во други проекти кои што се сосема за од сличен карактер, да можеме да имаме импакт таков. Има луѓе имаат слух за такви работи.
Немате проблем било кому, било каде, нема никаков услов да го Никогаш- добие оброкот, дали е никогаш. муслиман, атеист, верник, неверник, дело Апсолутно црква, не. не црква. Апсолутно никаков услов, никаков. Само ниедно ако време. дојде, значи гладен човек ако дојде и замоли за храна, Никогаш не ме вратен човек. Никогаш. Значи, имало луѓе кои што, и тоа некогаш ми се лутат луѓе, знам да, дека каква е Знам. ситуацијата, ќе му дадам еднаш. И ќе му речам, мисли за нареден пат, Еве, ама не го враќам. еве како пастор, колку пати се соочуваме и ние верниците, ја тоа со духовникот мој тоа го разговарам, и му викам, ми доаѓа сиромав и почнуваат со приказки, со тие сладкоречиви, Да. благосилјана и све ово, она, со тажни приказни. Го гледаш, знаеш дека лаже и не ти се даваат таму парите. Викам, попрво ќе ги ставам у касата у црква, ќе ги ставам у црквата, верувам дека црквата моја по фер ќе ги потроши на стварно некој што треба и ќе моли. Вика, и да те лаже, и да си свесен, потисни го тоа, дај. Ако ти бара 100 денари, дај му денар. Да. Не биди без ништо. Што мислиш ти? Мислам дека тоа е многу добар совет од една страна, затоа што дефинитивно мислам дека човек кој што се довел себе си во позиција, макар и да лаже, а да побара, има нешто во него кое што има можеби духовна потреба. Таа духовна е пресредната со нашата непосредност. Можеби пред да му ги дам тие пари, јас ќе поразговарам со него. Што се случи во твојот живот? Кај си? Што си ваму? Што ти се деси? Како Ама ти стигна си тука? пастор, ти го види, сите свештеници имаат таа благодет да бидат и психијатри, да се слушаат и потоа вечер да заспиеш мирно. Ја не можам. Ја Ве мене разбирам. ќе ми се јави Ама и ја имаме на пракса инфаркт имам, стентот не ми е даден затоа што сум идел на шипки по стриптиз барови. Да, те молам да искажеш. Не, сакав да кажам, од една страна добро е да не вратиме никој од таа гледна точка. Од друга страна јас имам една пракса која што знам да ја прекршам некогаш, не давам пари. Значи, кажи што ти треба. Гладен си? Ај со мене. Ќе влеземе. Кај сакаш? Што сакаш нарачи? Ќе нарача, повели, имај убав ден. Затоа што голем дел од луѓето, она што мене ми е жал, особено кога ќе сум видел деца, Ние имаме организирани питачи кои Да. просјачат, а после им ги собираат парите. апсолутно. Сега, јас знам дека Господ гледа твојата постапка, а не кај завршиле парите, ама пак не ти се даваат, Христијан, не ти се даваат парите кога знаеш сега дете на улица, го гледаш тој старион таму го чека и Да. му ги зема парите и тоа е организирано, невидено. Тоа, а другиот елемент е, особено за тие деца што зборуваме, ќе отиде ќе купи лепак, ќе отиде ќе купи нешто друго. И јас викам, ја не сакам да ставам во таа позиција. Јас знам дека ти секој ќе дојдеш до таму. Значи јас знам дека ти, ја ако не ти дам пари, друг ќе ти даде. Ама јас нема да ти го дам тоа. Јас ќе те однесам, ќе одземам 10 на 15 минути, ќе влезеш со мене, па нека видат и другите малце околу нас дека ја и ти може да стоиме заедно, да си правиме муавет, дека ти не си некој фрик, дека може да се однесуваш Колку нормално. прифаќаат така? Никој не ме има одбиено. Да, Да. за јадење баш. Да, Значи, да. навистина Јас го и прашувам ти- зашто ти требаат И парите. тие што дуваат лепак на улица, таа дечорлана навлечена, жива греота која е, и они се гладни на вистина. Јас го прашувам зашто ти требаат парите. Он вика гладен сум. Ајде со мене. Кај сакаш да јадеш? Кај има туку близина? Таму. Ајде одиме. Што сакаш да јадеш? Тоа е тоа. Кога сум во можност, нормално. И ќе го купиме тоа. Не ме тама работа да те одбие. Види, ние и покрај тоа, знаеш, плаќам даноци, мрсно плаќам даноци и убеден сум дека социјалните служби помагаат и помагаат на многумина. Помагаат многу. Да, платив данок и на градот со задоволство, кога го ја видов градоначалничката, дека парите што беа за кафани спремни и така натаму, зема у оброци и им ги подели на сите у оброк. Па, Да. после ти е мило да го платиш данокот, ме разбираш? Да. Не, ќе оставам донација во вашата, во мојата црква и така натаму. Знам дека нешто ќе се случи. Многу ми е тешко таа борба на улица. Колку е потребно јас како граѓанин да бидам ангажиран во целово тоа, или не знам, што им советуваш на луѓето? Една максима од мајка Тереза која што мене лично ми е воделка, таа вели не можеме да направиме се, ама тоа што можеме ќе го направиме.
И повторно, многу е битна таа еден круг околу нас. Значи јас знам дека има секогаш повеќе луѓе од колку што ние може да сготвиме. Значи тоа сум свесен. Не можеме не да ги обслужиме сите. Ама јас пак велам, окей, кои се луѓе околу мене кои што стварно имаат потреба, дошле некако до контакт со мене, до нас, на тие ќе им помогнеме. Каква е ситуацијата по драматичност? Градот, центарот на градот, периферијата или селата каде што Од различни аспекти би било значи во центарот на градот има тенденција да една центрифугална сила да ги привлече луѓето во средина, тука има обртени луѓе, знаат дека ќе земат нешто. Сиромаштијата на периферијата е многу потивка. Тоа се сиромаштијата на домот. Има една категорија на луѓе кои што воопшто не ја зборуваме во Македонија, тоа се вели потенцијални бездомници. Тоа се луѓе кои што се еден месец потенцијално пред да бидат бездомници. Луѓе кои што живеат под кирија со една плата, многу е можно таа плата да ја снема. Луѓе кои што живеат кај пријател, кои што не се знае до кога тоа може да трае. Семејства кои што живеат кај тетката која што е почината, ама братучетката у Австралија може секој време да рече куќата е моја, станот е мој. Ние имаме околу 150.000 граѓани во таква ситуација во Македонија. Не, поразително е за нас христијаните кога мораме да се занимаваме со ова. Ако веќе ја спомна мајка Тереза, едно од најпознатите нејзини мисли е дека на светот не му е толку потребно храна колку што му е потребно љубов. И тоа многу погрешно се разбира, ние пак некако ќе го акцентираме тој добриот самарјанин, да им се помогне на секого. Оти па конечно нема да ни се бројат колку пати сме се прекрстиле, туку колку што сме направиле за својот ближе. Ја бар така размислувам и иако имам 60 години, се уште немам добар одговор, затоа што нема добар одговор и секој што мисли дека има добар одговор е грешен. Мислам дека мене ми се допаѓа направи го она што во моментот. Некогаш можеби ќе бидам волонтер, некогаш можеби ќе донирам повеќе. Да. Тоа е најдобро што можеш. Дефинитивно. Мали чекори секој ден, мал подвиг. Апсолутно. И тука тоа е многу битно да човек си ги знае сопствените капацитети, можности, време, сите тие работи и да биде намерен во тоа. Знаете, викате, окей, јас имам таква динамика на живот, ќе гледам барам еднаш у месецот, негде да бидам инволвиран во нешто. Кај да е, како и да е. И знаете, тоа е, ви го спомнавте, постот. Една стара христијанска пракса во однос на редовниот пост е дека верниците парите од храната што нема да ја потрошат за време на постот, ја пренасочуваат за луѓе во потреба. Тоа е многу интересна пракса. Кога од мојата сиромаштија друг се збогатува, како што вели Павле, апостол Павле. Така да тоа е повторно ние како граѓани што можеме, без разлика, ја сега спомнам нели од таа перспектива, но ако ние имаме намерност и секој од нас искрено во минимумот што можеме да го направиме некој чекор кон тоа, дали е тоа комшија, дали е тоа некој кој што сме го сретнале денес, ние ќе бидеме како општество далеку подобро. Ви го спомнавте Salvation Army, Вилијам Бут, основачот. Тоа време Велика Британија во една страшен разор. Обновата која што се случува во Велика Британија, која што потоа ја прави она велесила империја, е граѓанска реформа. Каде што граѓаните во различни сфери викаат дај да се организираме, дајте да направиме нешто. Не е државата. И сите ми се чини барем европски. Ова е јака политичка порака што во моментов ја даваш. Океј, можеби. Ова е можеби и поука за наша земја. А објасни го малце ова и со ова заврши. Во ред, ми се чини дека сите значени европски, особено реформи, социјални реформи, потегнуваат од оздоле нагоре. Не доаѓаат ниту од црквата, ниту од државата, ниту од монархијата, туку е кога народот ќе направи чекор кон возобнова, а пред се кон ближниот. И кога тоа се случува, ние гледаме променети индивидуи. Кога имаме променети индивидуи, имаме капацитет, луѓе кои се доблесно капацитетни да водат институции, тие потоа ги реформираат институциите, институциите ја реформираат државата. И ние мислиме, види колку просперитетни западни држави. Тоа е кога граѓаните почнале со една обнова во нив, една духовна обнова пред се, па да може таа да пренесат нагоре. И тие сите значени промени кои што доаѓаат од оздоле нагоре. Кристијан Калинов
Ја ви благодарам за учеството вечерва. Ви посакувам успех во работата и што помалце оброци да се спремате, да имате што помалце Тоа е целта. потреба да спремате оброци. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи, во делот од интервјуто, а по паузата ќе продолжиме со други гости. Лека ноќ и пријатно за сега од мене. Готово. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Јади Бурек. Започнуваме вечерашната емисија и вечерва имаме